Политиката најмногу ги сака оние што не се интересираат за неа, затоа што таа секако се интересира за нив. Како изгледа незаинтересираноста за политика? Исто како двајца пријатели да влезат во ресторан да ручаат, едниот да нарача салата, другиот чорба, но првиот наместо салата да добие ладна супа, а вториот 2 парчиња бајат леп. И на крајот само да си ја платат сметката и да заминат. Или како некој патник да уплати во туристичка агенција за едно неделно летување, но наместо тоа да добие автобуски превоз до еден мотел покрај автопатот и по 10 дена да се врати и воопшто да не се побуни во агенцијата. Или пак како некој возач да го однесе својот автомобил кај автомеханичар, тој да му вгради погрешен дел и возилото едва и да се движи, но возачот да си плати за поправката и да си продолжи по патот. Дали некогаш сте слушнале за вакви ситуации? Не, бидејќи е логично дека луѓето сакаат да го добијат тоа што го платиле со своите пари, освен кога велат дека не ги интересира политиката. Во суштина, нема голема разлика меѓу државата и ресторанот, туристичката агенција или автосервисот. Државата е збирна институции. Секоја има задача што треба да ја исполни, услуга што треба да ни ја даде. И сите се платени за тоа. Однапред. Може би сте имале можност да влезете во зградата на Илинденска број 2 или во некоја друга институција. Во ниедна не сте виделе рудници за злато? Затоа што ги нема. Секој денар што го троши државата е земен од граѓаните. Левот што го купивте утрово не чини 30 денари, туку 27. 3 се за државата. Плативте 1000 денари за бензин, сте добиле бензин за 820 денари, а 180 се за државата. Затоа, не ме интересира политиката единствено значи, не ме интересира дали го добивам тоа што сум го платил и продолжувам да го плаќам. Исто како сметката за лошиот ручек, за погрешната дестинација или за расипаниот автомобил. Само што овој пат станува збор за оброците во болниците, јавниот превоз и за услугите на многуте шалтери. Неопределените се најсилна политичка партија. На изборите во 2014 година не гласале 37% или 660.000 гласачи. На анкетите, како неопределени се изјаснуваат по 30 и повеќе проценти. Поединечно, ниедна партија не ги достигнува овие бројки. Ниедна компанија не може да замисли 1/3 од нејзините клиенти да ја даваат пари, а да не се интересираат што добиваат за нив. Приватниците мора да обезбедат соодветна услуга за да земат пари. Само државата има таа привилегија да зема пари од граѓаните, а добар дел од нив да не ги интересира што добиваат за данокот што го плаќаат. Една од најчесто споменуваните причини е чувството за немање квалитетен избор. Многумина сметаат дека дури и ако други политичари ги заменат тие што во одреден момент ги водат државните институции, ништо нема да се подобри. Тогаш да се вратиме во ресторанот. Дали повторно би поминале низ истото искуство, затоа што по да, и да одите во друг ресторан во градот ке ве чека истото? И под Б, и да се смени сопственикот, ништо нема да се подобри. Дали во конкретната ситуација се важни можните идни газди или газдите на другите ресторани? Или единствено е важно што добивате за тоа што го плаќате? Политиката не е само правење избор или правење лош избор. Таа е однос меѓу луѓето и системот што треба да го возможи нивното организирано живење. И тој однос трае постојано, бидејќи постојано плаќаме за него. Се гради меѓу граѓаните и оние што го водат системот во одреден момент. Затоа, ако не сме задоволни како државата ги исполнува своите основни обврски, треба јасно да ја го кажеме тоа. Лично преку жалби, преку медиумите, социјалните мрежи, на протест, сеедно. Оние што го водат системот во тој момент треба да го знаат тоа. И другите граѓани треба да го знаат тоа. Како што нема да добиеме подобар ресторан, ако не ни интересира угостителството, така нема да добиеме ни подобар систем ако не ни интересира политиката.